Отпред речиси 2 недели во Кумановско има појава на овча сипаница, заразна болест која не е опасна за човекот и ги напаѓа само овците и козите, но која е економски погубна за сточарството, бидејќи каде ќе се појави, мора нештетно да се уништи целото стадо на овци. Иако болеста е констатирана официјално на 27 февруари, Агенцијата за храна и ветеринарство не објави ништо на својата веб страна, ниту имаше соопштение да информира јавноста и сточарите дека има појава на болест од А листата, за која се известува и Светската организација за болести кај животните. Наместо да се подигне свеста и да се информираат сточарите за мерки кои треба да се преземат за превенција на ширењето на болеста, јавноста разбра откако Агенцијата за храна на Косово пред неколку дена извести дека донела одлука за забрана за извоз на јагниња и овци од Македонија. Сточарските здруженија сега стравуваат како ќе се одрази ова на извозот на јагне и на откупните цени, ако не се справат ветеринарите на терен на време и не се сопре ширењето на оваа болест. Навистина, ако почне да се прошири, тоа ќе биде голем ризик за сите сточари, за државата, ќе имаме забрана од да извезуваме јагнешко и тогаш ќе биде навистина ќе биде проблем. Да би апелират сите сточари да внимаат на ова и што ако има некои симптоми да ги пријават и што побрзо да имаме под контрола. Од терен, ветеринарите кои треба да ја сузбијат оваа болест информираат дека за сега нештетно се уништени 3 стада на овци во село Лопате, Кумановско, и дека се следи состојбата во околните села. За сега сигналите се добри и нема нови случаи, но вистинската слика ќе се знае дури за 42 дена, кога ќе измине времето за 2 инфективни циклуси на болеста. Болест која во соседна Грција кога се појави лани уништи 400.000 овци и донесе забрана за извоз на јагнето. Од АХВ, иако побаравме став, зошто се крие од јавноста информацијата за појавата на болеста, преку писмен допис на нашите прашања одговорија. За спречување на ширење на болеста, со донесените решенија забранете е работата на добиточни пазари за сите преимчиви животни, овци и кози на целата територија на државава. Во одгледувалиштето, каде првично беше потврдено присуството на вирусот од земени, убиени се 65 животни кои се нештетно отстранети. Во тек е спроведување на мерки и во други 2 одгледувалишта каде е потврдена болеста. Појавата на оваа болест во овчарството доаѓа во лош момент, кога во тек се подготовките на стартот на извозот на јагнето, кога сточарите бараат цената да не падне под 300 денари за килограм и таа цена да биде во текот на целиот откуп, и кога ветеринарните служби, кои на терен треба да одат од фарма на фарма, секојдневно обиколувајќи ги селата, немаат земено пари од државата повеќе од 1 година, а и вкупниот буџет планиран за 2026 година за спроведување на превентивните мерки за заштита на здравјето на стоката, а преку тоа и здравјето на населението, драстично е скратен.